Еве на повторно со гостин во студиото, во сосема друга област одиме. Значи, доколку сте од оние кои што навистина имате големо срце и широчина во вас за и соживот, би сакале можеби сочувства да им помагате, немате душа и срце да ги јадете и нешто слично, ќе уживате во овој разговор. Уште повеќе ќе уживаат вегетаријанците. Така да Вангел веднаш ќе ни каже од каде доаѓа, од која организација. Јас ќе му помогнам на стартот, Срце за животните. Тоа беше и некој мој вовет. Па како е вашето срце за животните? Ние... Тажно или среќено? Ние сме среќни што можеме да им дадеме глас на животните. Значи сакаме да се застапиме за нивните права, затоа што тие не можат да зборуваат со човечки говор. Одлично кажано. Вангел, дали сте вие вегетаријанец? Да. Се гледа по вашата добра линија. Благодарам. А добро, што е друга придобивка доколку сте вегетаријанец? Веќе во светски размери многу звезди го промовираат тоа. Значи, дали е тоа поради здравствени причини, поради психолошкиот момент, кој што е конкретно мене ми прави блокада во многу моменти, или нешто трето? Има повеќе мотиви, меѓутоа она што е за нас битно, тоа е етичко-моралниот мотив. А ние животните ги гледаме како своји пријатели, како што рекол ирскиот драматург Џорџ Бернард Шо, а јас моите пријатели не ги јадам. Значи тоа е еден логичен заклучок. Меѓутоа, јадењето и продукцијата на месо е поврзано и со многу други работи, како што е светскиот глад во светот. Значи, според извештајот на Обединетите нации, односно на ФАО, светската организација, даден на крајот на 2006 година. Значи, комплетната продукција на месо на светско ниво игра таква голема улога во емисиите на јаглероден диоксид, кои што се многу поголеми од целокупниот светски сообраќај, што само по себе кажува дека игра голема улога во колапсот на климата. Така. И кој знае до каде ќе отиде овој наш света? Вистинско прашање. Кои се вашите принципи на организацијата? Што не смееме да им правиме на животните? Што не смееме или што би требало да им правиме? Второто би сакал да го предпочитам, значи би сакале да бидеме добри пријатели со животните, да ги заштитуваме, да ги сакаме. Ако веќе сме земале некаква одговорност, да чуваме некој од нив, да се потрудиме да тоа биде според нивниот вид како што се создадени. Да не им го наметнуваме нашето човечко во смисла да своите навики ги наметнуваме во нивниот живот. Но тоа е понекогаш невозможно. Тие живеат со нас, пијат со нас, јадат со нас и го попримаат тоа од нас. Понекогаш ги заштитуваме од надворешните влијанија. И околината. Точно, се прави една симбиоза. Така? Да. Добро, бидејќи јас веднаш онака прореагира, па чекај да не правам јас нешто лошо што ги чувам моите кучиња дома во мојот стан или ги шетам на поводник, според вашите некои принципи не би требало да се врзуваат? Принципите се нешто кое што подразбира да има и одредени услови. Значи, ако ние сакаме животното да биде слободно, тогаш тоа не би живеело во стан. Во најмала рака би било во двор и дури пожелно надвор од градот. Ама ако не биде надвор од двор, комшијата ќе седне и ќе му фрли отров. Ќе го нервира. Значи, во градот секогаш се судруваме со сиве овие проблеми и мора да се најде некоја солуција која што е некоја средина, така да речем. Така. Вие организиравте нешто што е сега баш во моментов може да го прокоментираме, значи вегетаријански пикник. Зошто го организиравте и како сето тоа помина? Значи, минатата година за прв пат организиравме една ваква поголема целодневна манифестација која што се одржа во градскиот парк во Скопје на 6 октомври. Еден голем вегетаријански пикник со повеќе содржини. Во него има можност повеќе, значи, козметички фирми, значи фирми кои што произведуваат здрави производи да се промовираат, да промовираат еден здрав начин на живот. Имаше можност да се дегустира вегетаријанска и веганска храна, значи како еден здрав начин на живот. Имаше една богата детска програма со детска представа, со повеќе содржини, повеќе видео проекции и предавања, а вечерта имаше еден концерт на Ареа. Значи сето тоа се заокружи со тој концерт. Тие беа вегетаријанци? Пејачката е. Значи вокалот на групата е вегетаријанец.
И каква поддршка може би ви треба од медиумите, од звездите? На кој начин да ви помогнеме? Во некогаш популарните личности гледаме, нели, Пета како функционираат, дали ги поддржувате нив во нивните маркетиншки моменти? Дали мислите дека во Македонија можеме, еве, јас ви се нудам за помош, како да ви помогнеме? Мислам дека медиумите досега доста добро, реагираат на сето она што го организираме, во смисла дека секогаш се труделе да ја пренесат информацијата која што сме ја понудиле во јавноста. Така да лично можам да кажам дека сме навистина задоволни од она како новинарите реагираат и како ги пренесуваат информациите. Се друго останува на граѓаните колку тоа ќе го прифатат и ќе го применат во својот живот. Така. Ме интересира исто така како вашата организација, за што се друго се занимава? Значи, постои разлика од Друштво за заштита на животни и вашата организација. Многу повеќе активности имате. Така. Со многу повеќе проблеми се занимавате. Така, значи ние сме бидејќи сметаме дека буквално сите проблеми што се јавуваат со заштитата на животните и сето она негативно кое што не обкружува во тој поглед е последица на неинформираноста на луѓето. Значи, сите овие поставки, се во ова што се случува негативно околу нас, во најголем дел е поради неинформираноста. Затоа ние сме, да речам, над 90% од сите своји активности ги имаме во таа насока насочени. Така да имавме, значи, од нашата регистрација од 2005 година, кога е основано Сдруженијето, подготвено и поднесено 2 предлог закона за заштита на животните. Издаваме списание, кое што сега 8-миот број току-што излегува. Како се вика и каде се наоѓа? Списанието може да се најде низ киосците во Македонија, може да се нараче и директно на адресата на Сдруженијето, се вика Глас на животните. Истото може да се види на самата веб страница на Сдруженијето. Кажете? www.srcezazivotnite, тоа е заедно запишено, .org.mk. Одлично, ева може да некој ќе сака да ви информира малку повеќе, да. И што е за крајна усуда во нашето Скопје? Молам? Што е за крајна усуда во нашето Скопје кога се животните во прашање? Повеќе работи. Главните? Еве да речем, ако е за урбаната средина во Скопје, мислам дека е тоа масовното труење на животни кое што се случува. Значи, многу малку се прави во смисла да тоа биде спречено, значи, она кое што надлежните власти би требало да го преземат, досега немаме случај да биде откриено и да биде санкционирано на некој начин за да не се повторува за понатаму. Добре, пред неколку дена беше светскиот ден за заштита на лабораториските животни, тоа е 24 април, по кој што повод нашето здружение одржа една пресконференција и се обрати, значи, преку медиумите до нашата јавност. Така. Некако тоа така не помина многу забележано, но во друга прилика верувам малку повеќе ќе дадеме значај. Како и да е, како е за усуда да се прават овие експерименти. Ние го упативме нашиот апел до граѓаните, значи да не се користат производи кои што се тестирани врз животните и тоа е најефективниот начин да ги заштитиме животните кои што патат. Ете, ова беше добро, вака да не расположи малку. Иако мора да привршуваме со нешто што е тажно, а тоа е, значи, се Великден, така? Мора да се тажни поради јагнињата, кои што овој период се колат и тоа многу. Токму така, сите оние пријатели на животните навистина се тажни поради тоа што на Великден и сите овие верски празници убиството на животните достигнува една кулминација, така да би, значи, еден апел упатиле до граѓаните да не ги јадат животните, да им подарат живот. Благодарам големо. Се гледаме во некои од следните емисии, секогаш кога имате добри активности, ќе ве поддржуваме и тука сме, значи, за заедничка соработка. Благодарам.